Врнежите во Кумановско-Липковскиот регион последниве денови дадоа надеж дека во идниот период до почетокот на сезоната ќе има доволно количини на вода, иако во моментов капацитетот на браните Глажња и Липково е околу 30%, информираат надлежните. Директорот на водостопанство Кумановско-Липковско поле Илиевски потврдува дека за овој период е мала оваа количина, но сепак појаснува дека граѓаните не треба да се грижат, бидејќи ќе има доволно вода за Куманово. Се надеваме дека во идниот период ќе има поголеми врнежи од дожд и снег и дека ќе успешно и ќе отпочнеме сезоната. За малата количина на капацитетот на браните се должи и на тоа што во изминатиот период од септември до и сега ние не ја затворивме третиот вод байпас до водовод и целата количина на вода која е потребна на ЈП водовод Куманово се користи од водостопанство. Ова беше донесена одлука од наша страна со цел на водовод да му помогнеме да не користи електрична енергија. Знаете дека на пазарот електричната енергија е со енормно високи цени, за да му помогнеме на јавното предпријатие и да финансиски да не го дестабилизираме. Од 1 декември наваму ЈП Водовод има подпишано договор со ЕСМ за повластени цена на струја и сега во идниот период, доколку продолжи ваквата состојба на браните, ќе го затвориме байпас, но тоа ќе биде во месеците март и април и потоа повторно ќе биде пуштен. Илиевски посочи дека кумановци нема да бидат оставени без вода за пиење. Согласно Законот за водостопанство, водата првин се користи за пиење, потоа е техничката вода, па дури потоа е наводнувањето. Ние се надеваме дека ќе ги услужиме и земјоделците, затоа што, нели, покрај водата треба и храна. Во просек, со завршеток на месец јануар, треба да е исполнета 50 до 60% капацитетот на вода. Во водостопанство има такво искуство. Пак ќе повторам, граѓаните на Куманово воопшто да не се грижат, вода за пиење за градот ќе има. Финансиската состојба во водостопанство рече дека во моментов е стабилна.